Министерството за животна средина и просторно планирање дава поддршка на локалната самоуправа на Кочани за решавање на проблемот со прекумерното искористување на геотермалната вода. За тоа ќе се преземат и вонредни контроли, најави заменик министерот Јани Макрадули при посетата на општината. Согласно и последните насоки кои што дојдоа од страна на канцеларијата на премиерот Заев, каде што сите инспекторати се ставаат на располагање на Министерството за животна средина и просторно планирање со асистенција на Министерството за внатрешни работи, ќе побарам воренден инспекцијски комбиниран увид да се направи од страна на повеќе инспекторати различни по природа, но кои што сите можат да придонесат од својата област во детектирање на проблемот и потоа да се донесат одлуки за решавање на истиот. Очигледно е според мене злоупотребено давањето на концесија со обврските што треба да ги има, но не сме ние што треба тоа да го проценуваме, туку врз база на увидот на инспекторатот и ќе се направи анализа. Ние како Министерство за животна средина сме загрижени и за ниското ниво на вода, состојбата во базенот, но и за испуштањето на топлата вода во реката, која што очигледно придонесува за уништување на биодиверзитетот внатре. Според заменик министерот Макрадули, по добивањето на резултатите од вонредната инспекцијска контрола врз работењето на приватниот концесионер на геотермална вода, ќе биде познато какви мерки ќе бидат преземени. При тоа не ја негираше и можноста да биде одземена концесијата. На средбата со заменик министерот присуствуваа и членови на Советот на општина Кочани, кои на пресконференција изнесоа едногласно барање до сите надлежни државни институции итно да преземат мерки против неконтролираното црпење на геотермалната вода. Ние, како членови на Советот на општина Кочани, јавно ги повикуваме сите надлежни државни институции итно да преземат соодветни мерки во врска со неконтролираното исцрпување на геотермалната вода во општина Кочани. Проблемот трае подолго време, но последната година истиот ескалира. Затоа уште еднаш апелираме, ние како членови на Совет и бараме од Техничкиот инспекторат и од Министерството за економија да преземат соодветни активности кон приватниот концесионер, бидејќи досега неколку пати е реагирано од локалните институции, но од надлежните од државата се уште нема одговор. Според податоците од комуналното претпријатие Водовод, кое стопанисува со системот геотерма, пред почетокот на оваа грејна сезона е регистрирано опаѓање на нивото на геотермалната вода во подземниот басен за 55 метри, што е алармантна состојба. Како причина за тоа беше наведено прекумерното црпење на водата од страна на приватен концесионер кој поседува оранжериски комплекс.